Понеделник 23 март, кратки вести во 12 часот. Вчера се одбележа светскиот ден на водите, момент кога уште еднаш го поставуваме прашањето дали го чуваме доволно нашиот езерски бисер, древното Охридско езеро, за кое некогаш дозволуваме да има третман како обична вештачка акумулација. Чести се осцилациите во водостојот, па честа е сликата по кеот на езерото да му се бројат коските. Годинава пак имавме и периоди кога нивото одеше и во друга крајност, да го достигне максимално дозволеното. Со падот на водостојот на површина излегуваат плодовите од нашата ниска еколошка свест. Загадувањето се уште е на превисоко ниво, а односот кон живиот свет во него е најблаго кажано алармантен. За проблемот да биде поголем езерото е поделено помеѓу две држави, секоја со своја регулатива и однос кон него. И понатаму голем предизвик останува зачувувањето на Охридското езеро како значаен екосистем. Последниот период се видливи оштетувања на надворешните ѕидови на храмот посветен на Света маченица Варвара во стариот дел на Охрид. Од едната страна на црквата нема објекти се забележливи напукнувања на ѕидот, а на задниот дел има и помал одрон на прилепениот објект на црквата. Како редакција апелираме до одговорните да се направи увид на лице место и да се преземат соодветни мерки за санација. Православниот храм е изграден во 1965 година. На самото место постоело камарче во кое стоела иконата на Света великомаченица Варвара, кој ден денес постои на северниот ѕид. Од граѓанската иницијатива Охрид СОС преку допис до медиумите параат во споставување санитарно-заштитни зони околу билјанините извори Бејбунар. Просторот околу изворите во последните години забрзано се урбанизира и е изложен на интензивирачки антропоген притисок, што создава реален и зголемен ризик по квалитетот и безбедноста на водата, како и по интегритетот на поврзаните екосистеми, стои во дописот. Додаваат дека иако водата од билјанините извори со децении се користи за водоснабдување на општина Охрид, законската обврска за прогласување заштитни зони до денес не е исполнета. Времето денес променливо облачно со услови за слаб дожд, попладне дува умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.